последните истражувања кои што ги правиме како коалиција сега, и говорејќи за главните приоритети или главните потреби на младите. Значи, најпрв приоритет се издвојува приоритетот со решавање на нивното вработување или приоритетот вработување на младите, кој што и во реалност е основен приоритет и секој млад човек на кој што мисли. Оваа состојба понатаму влие на останатите случувања кои што па можеме да речеме дека и како тренд се на ниво на цела Македонија, тоа значи вклучувањето, барањето на работа во странство, барањето на работа во делот на јавните институции и многу елементи тука се преклопуваат кога зборуваме од аспект на решавање на главниот проблем со вработување. Не идуваме на одговори кои што од младите кои што наведуваат на тоа дека би работеле било каква работа во странство за која што ќе земат соодветна или добра платена работа. Наспроти она што е реалност. Тука гледаме дека нивото на основните примања, односно на платите, кои што се во јавниот и во приватниот сектор, се навистина далеку поразлични од стандардите и од платите на работа во странство, но сепак во тој момент треба да се води сметка и стандардот на државата, односно кој е животниот стандард овде кај нас и во странство. Дали имаме висока продукција, односно продукција на високо образован кадар, кој што е несоодветен со пазарот на трудот. И тоа на кое што треба да се направи синхронизација на образовниот систем со бизнис секторот, за да се продуцираат кадри кои што се барани или се потребни за слободните работни места. Другиот дел е обезбедување на субвенции за вработување на младите, но тоа треба да значи изголемување на нивните примања. Во нашите истражувања кога разговараме со младите луѓе, гледаме дека не се заинтересирани да се вработат во бизнис секторот токму поради нивниот капацитет, односно нивното образование, ниво на образование, наспроти примањата кои што ги обезбедува бизнис секторот. Зголемување на стандардот, односно на платите кои што мора бизнис секторот да ги обезбедува за своите работници, во нашиот случај, кога зборуваме за младите, мора да бидат многу повисоки, односно со стандардите кои што ги заслужуваат тие работни позиции. Владата мора да најде механизми во кои што ќе делува кон ова појава на иселување, односно на барање на работа во странство, затоа што верувате за 5 години Македонија ќе биде една од земјите во регионот на Европа во која што секоја година се намалува бројот на млада популација, која што оние што останале се токму оние кои што не нашле начин како да заминат од државата, токму заради обезбедување на својата лична екзистенција. Едни од мерките кои што треба да делуваат кон овој тренд е да се обезбеди она што тие го очекуваат во странство. Значи, очекуваат добра плата, очекуваат сигурно вработување и очекуваат социјална интеграција, односно поддршка во понатамошното нивно живење.